Почитувани гости во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Изет Меджити, председател на политичката партија Демократско движење. Господине Меджити, на почеток на месецов го представивте Европскиот сојуз за промени, коалиција на три обединети опозицијски партии од албанскиот блок. Кои ќе бидат програмските заложби на коалицијата и по што ќе се разликува од владеачката ДУИ? Прво, мислам дека прв пат и ретко, вака многу далеко од избориве, опозицијата да биде заедно и тоа врз основа на принципи, врз основа на нова програма, нови приоритети и надминати се веќе некои поранешни, суетни или лидерски или кој ќе биде кој ќе предводи со опозицијата, туку фокусот е ставен дека и во албанскиот кампус, тоест и на албанците им треба конкуренција во албанскиот блок, да има конкуренција во идеи, програма, платформа, што недостасуваше во овие 20 години. Прво тоа е вредноста. Второ, не само што ќе констатираме и војување на ова лошо владење, на ДУИ и другите партнери кои што се во владава, туку и ќе дадеме конкретни предлози и идеи за решавање на тие проблеми, за подобрување на животниот стандард и за подобра перспектива да се спречи миграцијата на младите, ќе се војува корупцијата, која што е и во последниот европски извештај, најкатастрофален извештај до сега, заради големата корупција и тоа на високо ниво. Ќе се бориме, режимот една за сегаш да си оти остана делови од режимот и гледаме дека не си одат и фокусот ќе биде на економските прашања, економските теми, бидејќи според анкетиви 7 до 8 прашања што ги тангираат граѓаните и албанците се платите, животниот стандард и се друго што се несе од тоа. Од Алијанса за албанците сепак не ја прифатија отворената покана да бидат дел од опозицијскиот фронт. Што сметате, кои се причините за тоа? Прво, кога влегува во владата, кога ние испаднавме и од ДУИ, и алтернатива од владата, и реално анализата беше дека тие стана патерица на владата на Артан Груби, да го спасат Артан. Тогаш нивното објаснување беше дека влегуваат заради уставните промени. Но влегуваат за уставните промени, но на крај завршуваат без уставни промени, завршуваат како помагачи на враќање на Груевски, донесување на измените во кривичниот законник и тоа не може да каже министер за правда дека не е запознат со тоа, дека целиот процес го водил заменик министерката, кога имаме искуство и знаеме дека тој предлог за закон не може ни да се архивира без согласност од министерот, за ресорниот министер. Истиот закон треба да оди во Комисија за политички прашања, Комисија за економски прашања во владава, кај што е и самиот министер, но и другите министри на Алијанса, така не можат да го избегнат и ќе платат, мислам, жално дека ќе платат цек за влегува за уставни, но завршуваат како помагачи, треба да плаќаат цек за сето тоа што е направено во последните 20 години. Европскиот сојуз за промена најави заедничка листа за предстојните парламентарни избори и кандидат за председател на државата. Дали веќе во рамки на коалицијата фигурираат одредени имиња за потенцијален кандидат за председател? Се уште не сме седнала како што, но не сме тука за бројки, за лични позиции, туку фокусот е да донесеме нова политичка ера кај албанците во Република Македонија. Ќе имаме и председателски кандидат. Во логото наше има 3 звезди и на пресот кој што беше одржан во
плоштад Скендербек, ние кажавме и очекуваме дека ќе има и четврта и пета звезда. Значи ќе се приклучат на ова коалиција и други субјекти, така да рано е да кажеме кој ќе биде претседателски кандидат. Само уште еднаш ќе потврдам дека ќе имаме кандидат за претседател на Северна Македонија, албанец, кој што ќе биде дополнителна вредност на наше и ќе биде сериозен кандидат. Ќе биде член од политичките партии или може да се случи да биде и надпартиски кандидат? Значи, може и тоа и другото. Значи, не сме одлучени. Ги гледаме сите опции, ќе ги пратиме и анкетите и како гледаат граѓаните, но и други, значи, анализи и врз основа на тие, значи, ќе донесеме заеднички заклучок кој е најдобро да ја представи албанската опозиција во претседателски избори. Во изминатите денови на пресконференции се посочува дека испразнетото место во Државната изборна комисија треба да ја припадне на опозицијата, односно на вас. Дали постојат некакви потенцијални пречки за тоа да не се случи? Да, и проблемот има име. Значи, тоа е Талјат Џафери, Дуи Алијанса. Значи, сакат да убедат во нешто што немаат никакви аргументи. Значи, ја ќе посочам дека член во Државната изборна комисија претhodно беше член од Алијанса, кој сега е министер за правда. Самиот факт што е министер, значи тој е дел од власта, дел од мнозинството и нема никаква логика тие да претендираат да представуваат опозиција. И тука остава лош впечаток дека нешто спремаат. Значи веќе не се комотни, не се сигурни, анкетите им покажуваат дека тонат и затоа посегнуваат, значи, по мерки кои што не тераат да мислиме дека се спремаат за најмалку нефер демократски избори. Оти во принцип, значи, во Државната комисија треба да има представници, значи, и од албанскиот и од македонскиот блок, и позиција и опозиција, да има балансирање. Дури сегаш опозицијата треба да има мнозинство во Државната изборна комисија. Значи 4:3 е бројката, сето ова во функција значи да има фер и демократски избори и што помалку, значи, девијантни појави. Но ние сме во консултации, значи, и со јавноста, ќе ги искористиме сите демократски средства, и порадикални, и секојдневно, и со меѓународниот фактор, ги известуваме и аргументите се на наша страна, значи ќе искористам прилика. Најодговорниот во овој случај, Талјат Џафери, огласот е отворен, ние имаме понуден кандидат, тоа е Авдуш Демири од БЕСА. Огласот треба да се затвори и да се избере ако сакаме да придонесеме, значи, ако не сакаме да добиеме вакви уште полоши европски извештаи или да не има повеќе во црните американски листи. Господин Меджити, по објавените истражувања на Радио Слободна Европа за државна лотарија, коалицијата побара оставка од генералниот директор на акционерското друштво господинот Перпарин Бајрами. Кои се вашите информации? Во неколку јавни настапи споменавте и дека имате и нови информации за државна лотарија. Дали планирате да ги споделите јавно или пак може до надлежните институции кои што веќе и покренаа своевидна постапка за акционерското друштво? Значи, уште еднаш ќе потврдам една од причините што испаднав од Демократската унија за интеграција е и ова дека се забега, значи, во некои работи кои што веќе е многу тенка линијата меѓу партиско организирање или политичка партија и подземје. Тоест, значи, се работи за казино бизнисот, за брзите кредити и кои по случајност или не, значи, лиценците ги добиваат од луѓе од Демократската унија за интеграција, од Министерство за финансии, или пак многу чудно е што албанските партии овие 30 години никогаш не изразили интерес да се дел од лотарија на Македонија. Дури нема ни членови во управниот одбор, ни заменик директор. Ова власт, значи ова Дуи што не можам да го препознам ни јас,
Значи, прв чекор беше асистентот кој што го имаше во собрание, го постави за генерален директор во Лотарија на Македонија. Иако имаше концесија на 15 години од порано и делот тоа беше изминат рок, незаконски, без владини процедури, без мислење од законодавната комисија, без да помине во собрание, зборичи цело време дека треба да ги дислоцираме казината 500 метри, а во тој период значи, се издаваат нови концесии над концесии, што ризикува државата да се казни над 160 милиони евра. Утре некој да заврши, значи, овие што подпишуваат незаконски работи, се подпишуваат 3-4 нови ланци на казина и полека, значи, Албанија, Косово, па мислам и во други држави во регионот се затвараат и сето тоа се преселува тука. Говорите за онлайн, трите фирми кои што треба... И за едното и за другото. И тоа веќе се гледа по нашите мала, по нашите улици, не се отварат ни училишта, ни градинки, ни спортски сали, ни фабрики, значи се цело време се отвараат казина. Ќе одиме по Скопје, Блаце, значи таму имаше едно, сега има 10. И брзите кредити исто така е легализирање на ликварството на некој начин. И истите значи одат без согласност од Народна банка, значи како што одат другите банки, тука само со согласност од Министерството за финансии. Сега се отварат и други во други ден. Малку им било ова, значи што се гледа легално. Последните денови, значи можам тоа да го потврдам дека и веќе имаше случај, овие организираат и онлайн казино на црно. Значи за Албанија каде што се затворени, за Турција, за други држави, значи длабоко се влезени во нешто што мислам во последно време се една од причините и за немирите, за пукањата, за убиствата, за палење на коли, тие работи. Мислам дека суштината, срцта на ова е кој го собира рекетот на казината. Во последните И јавни ова настапи... сакам да додадам дека веќе со овој бизнис полека, значи во нашата држава, бичи ова носи до Радојчич, носи до српското подземје, до бугарското подземје, индиректно, значи и тука ти е и руско подземје, значи ова веќе носи до дестабилизирачки фактор во една држава која веќе е членка на НАТО. Постојано ја напаѓате ДУИ, може ли, например, да се очекува дека во следниот период, кој што де факто ќе дојде и како предизборен период, вашата политичка партија и коалицијата да извадат, што се вели, прљави работи за ДУИ. Бидејќи досега не видовме да објавите некои покрупни скандали во однос на претходната ваша матична партија. Па мислам дека ова со казиното е наш учинок. Сите знаат дека тоа се одвива, се отвараат секојдневно, се отварат на секое чоше, но никој не знаеше дека за тоа е директно Артан Груби и членови од неговиот кабинет и од неговото семејство. Значи, опозицијата тоа го отвори како тема. За брзите кредити, значи, исто го отворивме и дадовме и доста податоци. И ќе продолжиме и понатака, но наша интенција нема да биде само диагноза на ситуацијата и спречување на овие девијантни појави, туку ние ќе таргетираме, значи, албанскиот гласач и гласачите воопшто и со решенија и со наша визија. Значи, решение и визија за како подобро образование кај за албанците, значи, појака децентрализација и подобра економија и во другите сфери. Господин Меджити, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.